Почитувани, добар ден. Гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Синдикатот на Македонската дипломатска служба, господинот Сашко Тодоровски. Господине Тодоровски, како председател на синдикатот, како гледате на состојбите во Министерството во однос на права на вработени, плати и услови за работа? Па практично на сите овие прашања одговорот е не. Не сме задоволни по ниту еден од овие сегменти и тоа незадоволство го искажавме преку еден првомајски проглас во кој се обидовме на министерот да му посочиме кои се области се до ниво на катастрофа деформирани. Меѓу тие области се токму и тие прашања, вклучувајќи условите за работа, она што значат специфики на нашата служба, движењето во дипломатско-конзуларни представништва, работата овде во Скопје као во централа, па се до она што значат плати не толку овде во Македонија, меѓутоа она што значат плати во странство. Меѓутоа најстрашно во сето тоа веројатно е она што значи дерогирање на Македонското министерство за надворешни работи. Во смисла на тоа дека се чувствуваме дека сме некој вид протоколарна служба или некој вид дипломатски патнички сервис. Ниедна од суштинските ингеренции што Министерството треба да ги врши не се вршат во Министерството, туку се дисоцирани практично надвор од системот на институции на Република Македонија. Дали Министерството за надворешни работи функционира како партиска установа или како професионална? Па во моментов мислам дека има едно двојство. Значи, дел од кадрите кои што се од полна доверба на раководството функционираат по тие партиски шавои и партиски линии. Може би една среќна околност е дека има една редица професионални задачи кои што не може баш секој да ги врши и автоматски тие неподобните кадри може да бидат употребени, односно да ги покријат тие професионални задачи. Примерно, не може да очекувате од еден човек кој што никогаш немал контакт со дипломатијата да ги знае конзуларните функции или конзуларните услуги. Па на тој начин ќе добиете известување дека ние во овој генерален конзулат не вршиме конзуларни услуги. Во секој случај, во моментов има 22, ако не се лажам, амбасадори кои немале никаква допирна точка со дипломатијата и автоматски тие не умеат ниту да постапат по тие технички работи. И практично Министерството се појавува како субститут на самите дипломатско-конзуларни представништва и една определена, да ја наречеме, професионална структура во Министерството ги врши тие стручни работи. Меѓутоа, имаме редица амбасади кај што амбасадорот е оставен сам. Самиот непрофесионалец потполно не ги знае тој или таа тие работи и автоматски резултатот е дека со електронска комуникација се обидуваат Министерството да ги заврши за нив тие работи. Не секогаш е тоа можно, напротив. Во редица ситуации, она што значи структура потребна во амбасадата, која недостасува, е незаменлива. Имате ли конкретни барања доставени до министерот? Па во принцип ние веќе подолго време имаме еден диалог на глави. Ние упатуваме барања, министерот ги игнорира. Барањата се намножуваат, меѓутоа министерот доследно не прифаќа никаков диалог и никакви реакции. Од време на време, таму каде што, ајде условно да речеме, ќе пригусти, можда и ќе преземе нешто, ама само да не се види дека синдикатот бил на кој да е начин инволвиран во таа процедура. Тоа, за жал, не можеме да отретираме ниту као соработка, ниту ништо, па конкретно во моментов буквално подготвуваме едни платформски барања, кои што извршниот одбор реши да ги упати и до актуелната власт, и до актуелната опозиција. Па, оној кој што ќе прифати да разговара по тие линии со нас, и ние се разбира ќе соработуваме со таа страна.
Како ја оценувате работата на македонската дипломатска служба? Знаете што, со 22 тотални аматери, да кажам, потенцијални траблмейкери, а што е, речиси, половина од сите дипломатско-конзуларни представништва. Со паралелна дипломатија составена од економските промотори, кои што практично ние не ги контролираме, ама баш на никаков начин, единствено им даваме противзаконски дипломатски пасоши и дипломатски звања, што е апсолутно противправно. И на крајот на криштата со цела една мрежа на почесни конзули кои што де факто не се во наша надлежност, практично се во надлежност на можеби некои други структури во државата. Ние не можеме да зборуваме воопшто за некоја дипломатска мрежа која вака или онака кореспондира со Министерството. Она што ние го гледаме од работата на амбасадите, генералните конзулати и постојаните мисии е дека имаме многу слаби резултати. Имаме цели периоди кога во клучни земји немаме амбасадор. Да, некогаш имаме професионалец во тие места, меѓутоа не на соодветно ниво. Има редица земји во кои си ги нарушуваме односите или ги уназадуваме односите со праќање на партиски војници, кои што не ја застапуваат Македонија, туку ја застапуваат најверојатно партијата. Тоа е моја предпоставка, бидејќи навистина немам соодветни показатели, и автоматски деградацијата на она што значи меѓународна положба на Република Македонија во меѓународните односи е, верувам, видлива на дневна основа. Господине Тодоровски, неодамна побаравте од министерот за надворешни работи да се огради од однесувањето на амбасадорката во Хрватска поради незините објави во врска со оставките на владени функционери. Каков одговор добивте на вашето барање? Па, значи, тоа имаше една мала ескалација. Ние прво интерно се обративме до министерот и му свртивме внимание на едно крајно непрофесионално поставување, кое што многу лесно можеше да се предпостави дека ќе ескалира. За жал, министерот реши, како и во редица други ситуации, да остане глув. Она што беше тивок подсмев во дипломатската заедница во Загреб и Хрватска, одеднаш стана јавен подсмев. Меѓутоа, ние сме тема. Ние, Македонија, не е господјата Караѓозовска. Заради тоа што ако она толку не знае елементарни работи во дипломатијата, оној што треба да се засрами е оној што ја пратил во таа држава како амбасадорка. И нормално дека срамот паѓа на наши плеќи. Веднаш што нотиравме дека објавила еден хвалоспев за Гордана Јанкуловска на својот Facebook профил, кај што, можеби лекоумно, но сепак искрено верувала дека е тоа нешто приватно, иако не е. Меѓутоа, дека понатаму нормално дека тие и такви ставови таа ќе ги проецира и во други ситуации. И за жал продолжила. И во усмени контакти, и во јавни настапи пред хрватската јавност, значи, и со еден ваков обид, со некаква симнота, да побара медиумот, хрватскиот медиум, да демантира дека тоа биле македонци во Хрватска. За жал, тоа не се некакви анонимуси. Тоа се луѓе што ние знаеме дека се македонци што живеат во Хрватска, луѓе со дигнитет и со авторитет. Не се буквално речено некои луѓе собрани од улица. Тоа не е единствен инцидент. Имаме и други амбасадори кои што можеби малку и се воздржаа, малку подзапраа. Единствено што ние имаме сознание е дека на оваа линија многу близко постапил и нашиот амбасадор во Љубљана. Меѓутоа, другите, по игра на случајот или не, во секој случај нема вакви груби јавни грешки. Сепак ова се можеби мали пикантерии од дипломатската практика, меѓутоа, за жал,
тие многу сериозно се одразуваат на меѓународната пожба на Македонија. Ви благодарам за разговорот. Јас благодарам за оваа можност. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно!